21 ученик од годинава седнуваат во нови училишни клупи и нови простори. За неполна година беше изградено ново училиште во населеното место Покрајчево, близу Радовиш. Ова е четврта градба од темел на подрачјето на општината. Општинските власти денес изразија задоволство, што речиси сите училишта под нивна надлежност ги исполнуваат сите стандарди за квалитетен образовен и наставен процес. Со самото тоа што во Радовиш се изградени од темел 3, односно со ова 4 училишни згради, се изгради нова спортска сала во склопот на основното училиште Крсте Петков, целосна реконструкција на останатите училишни згради, како изградба на мултифункционални терени во склопот на основното училиште Никола Карев и гимназијата во општина Радовиш. Навистина немаме сегмент од образовниот систем дека што можеме да кажеме дека е слаба кари. Денеска на свеченото пуштање на училишната зграда присуствуваше и заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Тој истакна дека изградбата и реконструкцијата на сите училишта во земјава, без разлика колку ученици учат, во истите им се потребни и соодветни услови. Продолжуваме да инвестираме секаде онаму, заедно во соработка со општините, каде што навистина имаме потреба најмногу да ги задржиме нашите граѓани, а од друга страна, значи во родните места, од друга страна исклучително задоволено со работката која што имаме со општина Радовиш. Во изминатите неколку години санирани се неколку училишни објекти, но и во функција се ставени неколку мултифункционални игралишта за учениците, не само во градот Радовиш, туку и во руралните места. Изградбата на новата училишна зграда со капацитет за 36 ученика, во која има 3 училници и чини 4,5 милиони денари. Инвестицијата се реализира од буџетот на општина Радовиш.